Почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на владата, прво, со жалење ќе констатирам дека повторно и повторно во ова собрание, во овој законодавен дом, не доаѓаат оние кои што се главни носители на овие политики. Ја нема министерката Нина Ангеловска, министерка за финансии, да си ги брани предлозите, и ја нема Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, исто така да си ги брани своите политики. Има представник на владата, но оние кои што ги носат одлуките не се тука. Почитувани присутни, гледаме еден корпус на закони кои што наопаку ја поставува работата. А работата е наопаку поставена затоа што зголемувањето на стандардот, зголемувањето на платите, зголемувањето на економијата не се случува со владин декрет. Не се случува со владини заклучоци. Не се случува со владин указ. Тоа е пробано 1000 пати во економската историја и 1000 пати секогаш завршува неуспешно. Исто како и ретирирањето за рамниот данок, каде што оваа влада ни се извини до небото пред недела ден и рече не, ќе почекаме со прогресивното одначување, да, и со срце на рака патем. Почитувани присутни, не може ние да имаме раст на плати, на економија и се останато на одржив начин, ако немаме нови фабрики во Македонија, ако немаме капитални инвестиции, ако немаме раздвижување на економијата. А го немаме. Ако сакате, можеме да одиме и со бројки. На овој начин, како што владата на Зоран Заев решила да ја тера економијата, ова ќе стане земја на пензионери, земја на социјална помош и земја на минимална плата. И ништо друго. Ништо друго. Ако некој има намера да не убедува дека ова ќе биде одржливо, ако некој има намера да не убедува дека ова ќе ги задржи младите во тука, во Македонија, е во голема заблуда, почитувани присутни. Во огромна заблуда. Појдете на било која автобуска станица, појдете на било кој аеродром и ќе видите како Македонија се празни. Угостителските работници заминуваат во Малта, камионџиите заминуваат во Шведска, медицинските работници, доктори и медицински сестри заминуваат во Германија, градежници заминуваат во Словенија и така натаму и така натаму. Ако некој мисли, првенствено владата на Зоран Заев, тој самиот и неговите клучни министри, дека може да одржи Македонија како земја во која што ќе имаме исклучиво и само пензионери, социјална помош и минимална плата, тогаш е во голема заблуда. Македонија ќе биде одржлива држава. Македонија ќе биде земја во која што ќе остануваат колку толку млади, само и само ако има нови технологии, нови фабрики, робусна економија, со ниски даноци, со додадена вредност, а не како што со зголемувањето на даноците имаме ситуација 10.000 високо квалификувани и луѓе, но исто така и сметки фирми се заминаа во Македонија. Нека иде сега, нека ги врати Тевдовски или Нина Ангеловска. Нема да ги врати никогаш. Или може ќе врати дел. Тие кои што заработуваа, информатичари, софтверски инженери, графички дизајнери и се останато, оние кои што заработуваа 40, 50, 60, 70, 80 илјади денари, кои што има 25, 27, 30, 32 години. Си ги повлекоа сметките од Македонија, си ги регистрираа во Бугарија, си ги регистрираа во Словенија, Хрватска, Кипар, Германија, на сите 4 страни на светот. Добар дел од нив и се рекоа, пријатно се заминуваме од тука. И ако некој мисли дека со ваков интервенционизам, кој што е веќе пробан, ќе ви ги кажам последните примери, ваков интервенционизам без робусна економија, без нови фабрики, без мултинационални компании, кои што очигледно не може да ги привлечеме, ќе имаме, памтете ми го зборов, со вакви политики ќе имаме грчко сценарио. Да, со таа разлика
што за разлика од Грција, нас, Европска централна банка, нема да може да ни испечати 350 милиарди евра и да каже ќе ви го одложиме долгот, ќе даеме 13-та плата, ќе го реструктурираме долгот, ќе ја спасиме еврозоната. Македонија, за жал, ја нема инфраструктурата на Грција. Ние не сме дел од еврозоната. Не сме членка на Шенген, не сме членка на ЕУ. Не сме дел од тие интеграции. Истите вакви говори, слободно прогуглајте ги. Истите вакви говори пред 4-5 години ги држеше Ево Моралес во Боливија. Банкротирана е државата. Буквално. Истите вакви зголемувања, административни укази, тропање од мласа и така натаму и така натаму, истите вакви политики ги спроведуваше Венецуела. Со двајца председатели. Прво со Чавес, а потоа и со Мадуро. Истите овие политики, почитувани присутни, истите. Овие политики ќе се сетат по старите, ови се политики на Милка Планинц, на Бранко Миколич, на Сојузен извршен совет. Да, апсолутно, ови 84-та, 5-та, 6-та, 7-та. Доека светот оди напред, доека светот воведува 4G технологии, сега и 5G технологии, додека светот се развива, додека светот гради инфраструктурни чуда и проекти, Македонија има илузии дека ако во државата останат само пензионери, ако се дава само социјална помош и ако само се дава минимална плата, дека на тој начин ќе развиваме државата и било кој ќе остане во Македонија. Почитувани присутни, ве молам, одбранете еден од министрите за странски инвестиции. Еден. И кажете, тој министр си ја заработи платата, тој министр ја донесе таа и таа фабрика и со право го гласавме. Нема таков. Ајде ве молам, некој нека го правда Зоран Заев во делот на исто така инвестиции, освен марихуана. Има ли? Нема. Нема што да се каже. Празна страница, мртво слово на хартија, ништо. Ке дојде Google, ке дојде Facebook, автомобилска индустрија, ке дојдел Volkswagen, Кочо Јанјушев ни велеше Македонија е во финале за инвестиција на Volkswagen. Каде отиде? Отиде во Турција. Сега ќе видиме дали ќе се ревидира или не, но таму отидоа инвестициите. Отидоа во Србија, отидоа во Бугарија, отидоа на потегот меѓу Драч и Тирана. Така што, почитувани колеги од мнозинството, знам дека од удобноста да се притисне копчето мислите, дека правите нешто добро и во ред, нека има такви програми, не е спорно, но ваквите програми може да бидат само надградба, не може да бидат фундус на економските политики. Не може буџетот да го направите 4 милиарди евра, 4 милиарди евра да галопира јавниот сектор, а да останеме без реален сектор. Што се отвара во Македонија како производство? Ништо! Ништо! И тоа што има се затвара, и тие што работат немаат работници веќе. Зашто? Затоа што ги уништи, ги проголта владата со 4 милиарди евра буџет. Што ќе им понудиме на младиве луѓе да останат овде? Ќе им речеме, бујрум работете за 14, 15, 16, 17 илјади денари, а истовремено гледаат по интернет каде ќе аплицираат, на едно место им велат платаве 1200 евра на почеток, на друго место 1500, на трето место 2000. Не можеме ние да имаме шведски социјални програми, дами и господа, а да имаме ваков стандард. А нашиот стандард нема да мрдне со вакви Хуго Чавес и слични политики. Ке помине време и пак ке речеме операцијата успешна, ке изгласате, а пациентот мртов. Македонија останува без економија.
без ништо. Благодарам.